Со Драмскиот театар од Скопје со представата Греф или Шприцер и со соопштувањето на наградите беше спуштена завесата на 50-тото јубилејно издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, кој се одржа од 26 до 31 мај. Жирито во состав Сашко Насев, драматург, Силвија Стојановска, актер и Лјупчо Ѓоргиевски, режисер, Гран-при наградата за најдобра представа на ДАВ и ја доделија на представата Домот на Бернарда Алба од Лорка во режија на Кристина Атанасова Арсова во изведба на Аматерскиот театар при Центарот за култура Бели Мугри од Кочани. Чувството не знам, не можам да ви го опишам, јас просто не можам воопшто да се соземам за да најдам зборови сега да ви објаснам како се чувствувам и што се случи. Бидејќи навистина работевме напорно за представата, Бернарда Алба некако јас од секогаш како што напоменав и на сцена како што кажав, значи јас сакам уште од далечна до 98 година беше во моето срце, знаев дека еден ден ќе ја работам, еве дојде тој ден, значи се поклопија некако коцките, се случи представата и многу ми е драго што токму на 50-тото издание на ДАВ, моето име како актер, како човек кој што работи со овие дечиња ќе биде запишено во историјата на ДАВ. Нели ова ми е второ гран-при, првото гран-при беше пред 2 години. Победничката представа пред публиката беше изведена 4 пати, кога секогаш салата беше преполна. Ја следеа вкупно 680 гледачи, бројка што не е за потценување, додаде Атанасова Арсова. Аматерското драмско студио продолжува понатаму со подготовка на други представи. Следната ќе биде комедија. Наградата за режија ја добија Ива Матик, Димитар Јакимовски и Јана Димитрова за представата Жив човек во изведба на театарската група од гимназијата Јосип Брос од Скопје. Наградата за главна машка улога му припадна на Јован Кмечко од Пивнице, Република Србија, а наградата за главна женска улога и припадна на Марија Ѓоргиева од Аматерскиот театар од Кочани. Награди за епизодни улоги добија Стефан Миленков од театарската група на гимназијата Никола Карев од Скопје и Ева Калановска од драмската група од гимназијата од Охрид. Наградата за уметничка иновација и истражување во театарскиот израз ја доби представата Фактор жена во изведба на театарската група Без маски од Битола. Специјални признанија добија Ана Жежовска од Битола за драмскиот текст Без маски, Кира Ѓоргиев, режисер од Струмица, летечката театарска група од Тетово, како и Емилија Колоска и Бранко Сапламаев за музиката во представите од Охрид и Богданци.